Насмејани пак ве дочекуваме и во вториот дел од емисијата заедно со нашите гости, каде што ќе имаме можност да ги погледнеме и нивните фотографии и ќе продолжиме да зборуваме за тоа што тие го прават, го творат, но најпрво имаме уште едно прашање до Изабела, ништо што не стигнавме во првиот дел да го поставиме како прашање. Колку скулптури мапиравте во Скопје и каква е состојбата со другите градови во нашата земја? Така. Во Скопје се мапирани отприлика 25 скулптури. Од неодамна почнав да мапирам скулптури во други градови во Македонија, во Велес, во Куманово, во Кичево, во Штип. Она што е многу важно и што ми е многу битно е што пошто работам како менаџер за процеси во IT компанија, ние тие комплексни проекти ги делиме итеративно, ги работиме итеративно, односно со некој постапен развој. Со тој пристапив и јас во мојот проект и практично создавам сега, го развивам проектот во една друга насока, а тоа е на самата веб страница museumofpublicart.com. Во моментов може секој кој што сака да ми испрати информации, име и презиме, нешто повеќе за споменикот во нивниот град, нивната општина, или било каде, некој споменик кој што нив има важен, смета дека е важен и битен и треба да биде дел од оваа дигитална збирка, може да ми испратат и фотографии. И потоа јас ќе им испратам повратен мејл со кој што ние ќе се договориме на кој начин јас ќе им ги испратам QR кодовите за да истите може да ги залепат. И всушност со ова сакам да создам еден вид на заедништво, односно да не бидам само јас таа кој што ќе мапира скулптурите, туку и сите граѓани кои што сакаат да се вклучат во оваа иницијатива и да дадат свој допринос кон заштита на културното наследство, тоа да може да го направат и секако ќе добијат и символична благодарница на самиот сајт како благодарност кон славење и на самото дело, на славење и на авторите кои што на крајот на денот ни разубавија и нашиот град, ама и целата држава. Така, значи има во Велес, Куманово, Кучани, Штип, Кавадарци, од оние информации кои што ги добив. Целта претпоставуваме, како што кажавте, да има и во другите, така што еве нека биде ова еден апел, еден повик до оние кои што сакаат да стапат во контакт со вас за заеднички да се одбележат на некој начин и други вакви дела и во другите градови кои што ги имаме многу. Имаме многу и ги мотивирам и ги инспирирам со ова сите наши гледачи, сите граѓани да размислат малку, да погледнат во своите општини што има, кои се скулптурите кои што на пример нив им го разубавуваат секојдневието и да го разубават и на некој друг. Така, да проба. Кога веќе ја зборуваме за скулптурите, може да ги погледнеме вашите фотографии кои што ни ги испративте. Има многу повеќе сигурно до нешто сте ни ги пратиле, но да погледнеме дел од нив. Ми пративте и вие нешто и јас додадов како фотографија што можев да го најдам на интернет. Како дел од вашата работа. Да, ова се фотографии, решив дека, пошто вашата емисија е многу гледана, и решив да го искористам овој медиумски простор за да промовирам некои од скулптурите кои што ги имам во Скопје. Ова конкретно е на Петар Хаџибушков, еден од моите омилени скулптори. Се наоѓа кај Арама и тука ја чистам скулптурата пред да го поставам QR кодот. Супер. Многу интересна. Ова е скулптура која што се вика позната е под името Бомбата и е всушност направена за една тајна работилница за време на Втората светска војна, каде што се создавало оружје и во таа чест е создадена ова, треба да представува рачна бомба. Некои луѓе мислат дека е некој бетонски цвет, ама всушност го представува тоа, и се наоѓа позади Младинскиот културен центар во Скопје. Една од моите поомилени скулптури. Оваа скулптура исто така ми е една од поомилените, исто е изработена од Петар Хаџибушков, е посветена на Свети Климент Охридски. Гледате така е малку кубистичка, ама и многу ми се свија раката што е нагоре, така ја представува и неговата историска динас, ама и како светец, како некој ореол.
и направена од прилепски мермер, се наоѓа пред пред Националната библиотека на Македонија. Ме понатаму. Да, тука ставам QR кодови, ова беше све во еден ден. Така, за да може да се информираат. Да, така е. Ова се наоѓа, ова е една од тие скулптури за кои што ви кажав на почеток за од парковата изложба. Ова се вика Мајчинство. Се наоѓа во тој еден стариот дел на градскиот парк во Скопје, направена од Грабл, истиот човек кој што има создадено и Македониумот. И многу ми е убава затоа што така може да во контекстот кога е направена може да биде и мајчинство нели кон државата која што е создадена во тоа време како наша мајка, ама и мајчинство како самиот процес. Така што тоа ми се допаѓа исто така многу. Ова е исто така од Грабл, исто дел од парковите скулптури поставени во 66 година, се вика Торзо. Грабл во своето творештво има многу цртежи, скици и скулптури кои што се исто така насловени. Гледате малку по-абстрактна. И на низ имам ставено QR код. Супер. Ова, мислам дека ви ја праќам. Да, ова и за форшпано и за така да ве видиме, зашто да не. Да, во оваа фотографија што сликаше мојот брат, го поздравувам во оваа прилика. Така, супер. И ова исто е дел од се наоѓа во градскиот парк. Исто Грабл се вика изградба и многу ми се допаѓа некако заради тоа и се сликав пред низа како изградба на некоја ново општество, како изградба на индивидуална изградба и како некако символично ми беше изградба на некоја нова иницијатива која што ќе помогне да се слават сите културното наследство и сите автори. Да, овдека сум повторно, некој ми ги одлепи QR кодовите, па јас си залепам. Да, има ситуации каде што ми ги одлепуваат QR кодовите, ама јас си кажам викам, не може тоа ни толку многу да одлепат, колку што јас можам да залепам нови. И имам многу, се спремив доколку дојде. Да, доколку дојде до такви ситуации, затоа што мојата желба е посилна од и нели тоа што го правам, мислам дека е посилно од потребата на некој да го уништи. За жал постојат такви, дали ова, дали нешто друго да уништат, но како што кажа, љубовта која што имаш кон уметноста е посилна од сето тоа. Се надевам скенирале пред да барем да се информираат. Па се информирале, да, можеби така. Да ги погледнеме фотографиите на Горан или на Паја, како го познавате, да видиме што подготвивте вие и што ќе прикажете на нашите гледачи. Ова ми е една од омилените фотографии. Ова е фотографија од филмот Исклучиво жолти лалиња, каде што играв главен лик. Играв лик на писател во режија на Кузман Кузмановски, одлично филмче, кој го гледаше, уживаше, комедија е филмот. Се работи за еден писател кој што се соочува со низа на секојдневни проблеми, а ги решава на еден многу несекојдневен начин. Многу беше забавно на снимањето, прекрасна екипа, прекрасно уживање беше процесот и прекрасно уживање беше да се гледа филмот во кино. Како што реков, добро, ова е Светлана Гутич, ова е 2012-та, малку стара фотографија, да. Значи Светлана Гутич беше шминкерка и она е шминкерка на многу филмови македонски. Е една од најдобрите. Ова е на снимањето на филмот До Балчак на Столе Попов. Тоа беше исто така еден огромен филм со огромна екипа, со сериозен проект. Да, со низа на предизвици. Ова се некои македонски народни приказни. Ова се моите колеги Александар Микич, Весна, јас. Овие беа македонски приказни. Не ми текнува која беше оваа приказна, искрено. Ама многу биле сигурно. Многу беа, ова беа приказни во продукција на МТВ. Ова е пак Светлана Гутич, значи ова е мојата колешка Наташа Петрович од
детскиот театар, од театарот за деца и младенци. И ова е една од ретките фотографии каде што јас имам само бркови. И мислам дека и ретко, и тоа нема никош да се случи во мојот вистински Освен за живот. некоја улога може. Да, Аха, во освен за- вистински да. живот, добро. Затоа што знам, така ми е. Ова е Игор Стојчевски, ова е филмот Глушецот. И значи тука бевме јас, Игор Стојчевски и Рубен Смуратовски и сегашниот директор на драмскиот театар Роберт Белјановски. Прекрасен филм, исто така, малце по-даркерски, по-алтернативен. Тука ќе ги додадеме и Исцелител и Лазар, кога веќе зборуваме нели како остварување ваше како актер. Има многу, може гледачите на ИМДБ да разгледат. Имам снимено повеќе од 30 на филмови во македонски филмови, дури имам снимано еден филм за Netflix во Украина, кој што за жал не го виде светлото на денот. Но зошто да не, може би понатаму нешто. Долга приказна, сега наредна фотографија, ова е The Festival, ми се чини дека е The Festival. Ова беше прекрасен концерт на Пеперминт, каде што уживавме, публиката уживаше, си поминавме многу убаво, се чувствувавме како вистински звезди, беше во организација на Пасворд и мислам дека како што овде се чувствувавме како звезди, нигде на ниедна друга свирка, на ниеден концерт. Бевме сместени во хотел, имавме базен свој, се вистински звезди, па така, звездите од Холивуд така треба да уживаат. Баш така. Одлично, супер, се гледа дека оваа ја одбрав, ми беше така некако филмска, ќе кажам, фотографија и се гледа дека е професионална фотографија и многу убава. Професионална фотографија, да, ова е Кики фотографот, ја сликаше, ова е Мелем, во Мелем продукција работи човекот. До ден денес и фиспотови многу со него сме работеле, значи другарката од мало. Да, многу убава фотографија, стварно, мене многу ми се допадна. Преубава фотографија. Ова е чисто фотографија од бендот Пеперминт, ова превисто пред 100 години. Тука сте баш така, своји, искрени, спонтани. Да, лабаво. Од цветот на младоста. Ова е на промоцијата на песната Амако, се сеќам, кога направивме на оваа промоција, уствари го викнавме Жаре еден на еден да ја води промоцијата и тука почна и нашата соработка понатаму во неговите емисии. Така во неговата шоу, да. Он не викна понатака да свириме во емисијата и да бидеме резидент бенд. Одлично. Ова е многу стара фотографија од драмски театар од представата Падот на невиноста. Ова е покојниот, Бог да го прости, Бранко Ѓорчев од левата страна. До него е Круме Стефановски, Игор Стојчевски повторно и јас сум тука десно. Во режија на Дејан Пројковски беше представата, многу убава представа, исто така преубав процес, преубава тема беше. Едноставно вакви представи треба повеќе да има и денес да се случуваат. Ова е награда на Бубамара. Да, наградата на Златна Бубамара, кога решивме да се облечеме сите во фракови, во смокинзи. Посериозно, така малку. Да, посериозно, а не сериозно. И тука мислам почестени сме што имаме Бубамара и си ја чувам дома така љубоморно на сталажите. И се радувам кога ја гледам секогаш. Ова е последната фотографија, што гледаме тука гора? Значи, овде гледаме многу работи, јас не можам стварно, дури не можам ни да догледам што има. Значи, ова е од филмот Еклер, Звезда Ангеловска, Игор Ангелов, мислам, стварно, ова е филм добра екипа, се гледа. Одлична екипа, овој филм беше во режија на Марко Ѓоковиќ
Го снимавме исто така филмов неуморно, така беше снимањето од сабајле до вечер, па од вечер до другото сабајле. Така да, ама убаво си поминавме во еден хотел кој што сега не работи, ресторан односно, кој што сега веќе не работи. Филмот, темата беше за бившо југословенските работи. Значи за Тито, за нешто такво беше филмот и јас бев готвачот кој што му готви на другарот Тито кој што треба да дојде во посета на нашиот ресторан и тоа беше, мислам, една лудо спремање на да се мислам Горан сака да готви приватно? Па искрено, многу малку работи знам да сготвам, а тие што знам да ги сготвам, бака луѓето перфектно им се допаѓа. А добро, значи квалитет пред квантитет. Одлично, супер. Време за фотографиите на Филип, кои што се работни всушност, тоа што го правите во Центарот за климатски промени, па да видиме еве, колку убава, значи дечиња кои што од најрана возраст треба да знаат што треба да прават и како да се однесуваат за да заштитат и зачуваат природата. Така е. Кај имаме садници. Да, ова беше една акција што спроведовме во Берово, засадувавме садници и пошумувавме нели заедно со децава. Супер. Идејата нели за почист воздух, поздрава и почиста околина, на она што сакам да го истакнам особено основното образование и градинките, каде што највеќе посветуваат време на екологијата и на животната средина. Меѓутоа како што нели старееме или созреваме, одиме во средно и потоа нели на факултетско образование, за жал таму више не се зборува за екологија и сето тоа што ќе го научиме за животната средина и грижа за животна средина ни потекнува од малиност од градинката и во основното образование. За жал потоа веќе не се повторува, а гледаме дека и нема ни понатаму некаков ефект, нели после ме оставено свеста и совеста на самите луѓе, односно граѓаните. Ова е дел од нели неизбежните кампањи што како граѓанска организација ги работиме. Ова особено голема благодарност сакам да упатам до швајцарската амбасада што ни финансира преку програмата Civica Mobilitas. Ова е проект што го работиме за зелена агенда, каде што сакам правилно одложен отпад е материјал што ќе добие нов живот. Баш убава порака. Да, така е, значи се дел од пораките што ги пренесуваме, се надеваме дека добираат дел од луѓето. Ова е една заедничка активност во истомениот проект со швајцарската амбасада што го финансира преку Civica Mobilitas, каде што заедно со општина Гази Баба доделивме 100 канти во домаќинства за селектирање на пластика. Значи тоа е дел од која се доделува кантите. Ова нели кантите се доделени од Министерството за животна средина, меѓутоа со наша помош и со вработените од општина Гази Баба ги изготвивме упатствата како треба правилно селектираат и при тоа и како треба да одлагаат. Општина Гази Баба во соработка нели со Пакомак се договори како да се собира тој отпад и понатаму да се продолжи со селекцијата. Она што е битно и да се каже дека самите граѓани овие се доделува во населба не Сингилич, во Стајковци, во Стајковци беше, во самата Стајковци еве ги моментот на доделување и жителите беа многу задоволни, сакаат оваа акција да продолжи. Дури дел од жителите што не беа тогаш дома кажаа како можат и они да се пријават да добијат уште една канта, бидејќи морам да кажам и свест и совеста беше на многу високо ниво кај овие граѓани, дури сами во кеси ги собира пластиките и ги одлагаат на правилно место. Супер, браво. Да. Браво. Така да тоа е момент за поздравување. Ова се што гледате дел од активностите што ги спроведуваме ние во Центарот за климатски промени, сакам да кажам дека не сме индивидуи, туку сме како тим и работиме со заедницата, за заедницата и за граѓаните, за да има поголем ефект самата работа што работиме. Нормално не може човек сам, значи мора повеќе луѓе. Да, ова е нашата претседателка Бојана на надзорна комисија кога беше за аерозагадувањето. Сакаме да кажеме дека и во тој дел нели кога треба правна подршка или да се каже нели некој експреско мислење, даваме подршка и дел на нашата работа. Тука беше нели повикана како сведок и да кажеме што мислиме кој е нели одговорен за аерозагадувањето, од каде потекнува, каква е моменталната состојба и така натаму. Ова е еден настан во Берово, заедно со нашиот партнер од Берово, од Екозелено движење, каде што се организираше настан за превенција од шумски пожари, бидејќи знаеме дека ова лето имаше многу шумски пожари и организиравме еден ваков настан, ова се пожарникарите од Берово, со цел да ги мобилизираме граѓаните и да упатиме апел нели да се приклучат кон како доброволни нели пожарникари за да можат да помогнат и да со справувањето на пожарот. Иста ваква акција организиравме обуки во Шарплайн заедно со национално. Така.
парк. Мислам дека ќе се види таа на наредната слика. Ова е настанот што неодамна го одржавме на плоштадот Делфина. Се одржа на 25 септември по повод светскиот ден. Во Влае, во повод на светскиот ден на белите дробови, и ова беше дел од активноста каде што гледат учениците од основното училиште овие Петар Попарсов се вклучија во една велосипедска тура каде што упативме еден од начините како ние може да предонесеме кон намалување на аерозагадувањето, и оно што сакаме во иднина да го гледаме не само во нашиот град, туку во секој град, односно тоа се поише велосипеди, поише пешаци, подобар јавен превоз и помало аерозагадување. Ова е колегата Жарко, каде што објаснува најмладите се информираат. Најмладите, да. Ова е една макета што ја позајмивме од еден друг партнер што соработуваме, Флорид од Гевгелија. На макетата може да се запознаат луѓето со повеќе начини на користење на обновливи извори енергија, како што се фотоволтаици, добивање на енергија од вода, добивање на енергија од биогасна централа, од ветерна енергија, и ова на еден така поедноставен начин за децата, со притискање на копчиња да видат како се добива енергијата и како пристигнува во нашиот дом. Браво. Да, имаме и систем за добивање на топла вода. Е неизбежен дел од тоа што го работиме, како што овде медиумот, каде што зборуваме, ова неодамна се одржа во Кино Фросина, каде што гледате, го земавме новинарот Горан, за да може да дебатираме на теми што се поврзани со урбанистичко планирање и со отпадот. Ги повикавме и одговорните лица од општина Центар, и од општина Газибаба, од општина Аеродром, еве го гледате советникот Јане од Независни и Маја Марковска во моментов што гледате од Сдруженијето Милија у контакт и разговараат за проблемите во урбанизмот. Ова е повторно од обуката што ја одржавме за превенција од шумски пожари. Ова е конкретно во Националниот парк Шар планина, во нивните простории. Тука се покажува како се користат уреди за гаснење на пожари, како ние треба да... Тука покрај со цревото имаше и лопати. Ова е дел од акцијата што организиравме со нашиот партнер од Кавадарци, се вика Сдруженијето Креактив, и тука беше како да се реупотреби текстилниот отпад што го имаме во поголеми количини, и гледате самите ученици имаат изработено рачни изработки, каде што ги поставивме на плоштадот и потоа секој можеше да ги купи. Значи ова беше една интересна акција. Одлична акција, браво. Да. И ова е последната фотографија. Ова е последната фотографија, ова е бојана заедно со нашиот партнер од Тетово, тоа е Теко Акшн, каде што истата акција што ја направивме во Газибаба, и тука почнавме со промоција како да се селектира пластика во едно основно училиште. Значи накратко ова се дел од активностите што ние ги работиме секој, многу се прави, дел од нив. Само дел од нив што ги сработуваме. Имаме уште минути и пол до крај. Сакате нешто да ни кажете, да не прашате мене, Цеце, гледачите, не знам? Нешто што не кажете, што значи по 30 секунди. Пред да се одјавиме со музика. Па не знам, како викаат, секојаш треба субово се заврши, значи се надеваме дека ќе имаме почисти поздрава животна средина, дека поише ќе се грижиме, малку барем да се даде фокусот во секојдневните работи што ги работиме, помалку да ја загадуваме околината. Знам дека е тешко, меѓутоа да се потрудиме. Да се обидеме. Изабела? Така, јас ќе се надоврзам на Филип и ќе кажам дека исто така грижата за животната средина и за културната наследство е и грижа за самите себе. Ќе поздравам мојата фамилија и фондацијата доктор Михаил Левински, направена во чест на невропсихијатарот, хуманист доктор Михаил Левински, кој што без чија поддршка не би можела да ја создадам оваа иницијатива. Така, и Горан? Бидете добри едни спрема други, сакајте се и толку од мене. Да слушаат македонска музика. Па не мора. Не мора. Би требало, но ете, ако некој не сака, може, ама добра, квалитетна, и да не е македонска и да е странска, но да биде добра, убава, квалитетна музика. Што сакаат, нека си прават. Што силна убавина, ништо. Добро, може и така. Ви благодариме на сите што дојдовте денеска. Многу и на вас. Се надевам дека ви беше задоволство. Супер беше, да.